мудрост Соломонова, 14 глава. Некој друг, подготвувајќи се да плови и да преплови бесни води, повикува напомош дрво, послабо и од бродот што го носи, зашто стремежот за придобивка го измислил коработ, а градителот вешто го направил. Но со него правува промислата твоја, Оче, зашто ти си го дал и патот по морето и безопасната патека по неговите бранови, покажувајќи дека ти можеш да избавиш од се, макар некој и без опитност, по море да појде. Ти сакаш делата на твојата мудрост да не бидат попусто, затоа луѓето си го доверуваат животот на најмало дрво и се избавуваат минувајќи со гемија по брановите. Зашто и во почетокот, кога беа погубувани горделивите големи јунаци, надежта на светот, водена од твојата рака, ја засолни во брод и му остави на светот семе за род. Благословено е дрвото преку кое се исполнува правдата. А ракотвореното, тоа е проклето. И оној што го направил, тој, затоа што го направил, а гнилежното дрво, затоа што е наречено Бог, бидејќи еднакво се одвратни пред Бога и безбожникот и неговата безбожност. И оно што е направено и оној што го направил ќе бидат заедно казнети. Затоа и за паганските идоли ќе има суд, зашто тие стана гадотие меѓу Божите созданија, соблазна на човечките души и стапица за нозете на неразумните. Зашто измислувањето на идоли е почеток на блудот, а нивното откритие е изопачување на животот. Нив ги немало во почетокот, а и нема да ги има довека. Тие дојдоа во светот поради човечкото славолюбие. Зато им е досуден блискиот крај. Татко, скршен од тешка жалост поради предвреме умрен син, направил лик на своето чедо, па до вчерашниот мртов човек отпосле почнал да го почитува како Бог и на своите подчинети му определил тајни обреди жртви. Во текот на времето вкоренет тој безбожен обичај бил пазен како закон и по заповед на властодржците, тоа што било извајано било почитувано како божество. Кога луѓето не можеле, поради далечното му живеалиште, лично некого да почитуваат, тогаш правеле лик на оддалеченото лице, правеле видлив лик на починат цар, па иако неприсутен, да му ласкаат како на присутен. А и за засилување, почитувањето од страна на оние што не го познавале, помагало славолюбието на уметникот. Бидејќи тој, можеби од желба да му угоди на господарот, се трудел с личноста да ја направи што поубава, а народот, восхитен од убавината на творбата, го признавал за божество оној кој малку пред тоа бил почитуван како човек. И тоа стана соблазна за луѓето, бидејќи тие, робувајќи и на неволјата и на тиранството, му го предавале на каменот и дрвото неискажливото Божјо име. А потоа, како да не им било доволно тоа што се заблудиле во знаењето за Бога, туку живејќи во голема борба поради незнаењето, тоа големо зло уште го нарекуваат мир. Зашто или ги жртвуваат децата, или скришно вршат тајни обреди, или приредуваат бесни гозби со туѓи обичаи. Тие веќе не ја пазат ни чистотата на телото, ниту чистотата на бракот, туку еден со друг, или подмолно се убиваат, или со прелюба се осквернуваат. Сите нив, без разлика, ги надвладеале крвнина и убиство, грабеж и подмолност, расипаност, неверност, бунтови, клетвопрестапништво, разграбување имоти, неблагодарност, осквернување на душата, злосторство против природата на половите, неред во брачниот живот, прелюбодејство и нечесен живот. Служењето на идоли, недостојни да се именуваат, се почеток, причина и крај на секое зло, бидејќи оние што им служат, или во веселбите своји беснеат, или лага пророкуваат, или неправедно живеат, или брзо заклетва нарушуваат. Надевајќи се на мртвите идоли, не мислат дека ќе бидат казнети, зашто несправедливо се колнат. Но и за едното и за другото ќе ги постигне казна, затоа што служејќи им на идолите го искривиле поимот за Бога, и што криво се колнеле и подмолно презирале се што е свето.
зашто не силата на оние во кои се заколнуваат, туку судот над оние што сгрешиле доаѓа веднаш по престапот на неправедните.